Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Точка број 2. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на простории на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање, уредување и организирање на јавен превоз на патници на општина Битола. Точка број 3. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола во катастарски општини. Точка број 4. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Точка број 5. Одлука за кофинансирање на проектот Добра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион. Точка број 6. Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта во општина Битола и ЈПП ЈЛП Битола. Точка број 7. Годишен план за вработување во Естре Овадија Мара Битола за 2023 година. Точка број 8. Решение за утврдување на доместок за членовите на Комисијата за урбанизам. Точка број 9. Предлог буџет на општина Битола за 2023 година. Точка број 10. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Точка број 11. Буџетски календар за 2023 година и точка број 12. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот на платите на државните службеници за 2023 година. Бидејќи тука е Благица и ќе пристигне забрзо представникот на форумите кои се одржуваат на граѓанските форуми, предлагам да започнеме со точката која е од финанси. Благица, повели. Благодарам председателке. Добар ден на сите. Накратко ќе го проследите образложението за буџетот на општина Битола за 2023 година. Сакам да напоменам дека верзијата која што ви е доставена преку вашите мейл адреси има претрпено измени. До овој момент има стигнато неколку измени кои што се извршени, па откако ќе го проследите образложението со сите направени измени, ќе ви биде доставена исто така изменетата верзија на предлог буџетот за 2023 година заедно со образложението. Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, службен весник 173 од 2022 година, општината има ограничување во планирањето на приходите за тековната година кои се планираат со пораст од 20% од просечните остварени приходи во последните 3 години, според податоците од трезорската евиденција. Просечно остварените приходи се пресметуваат од сопствените приходи, следните видови на приходи: даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери и дотација од данокот на додадена вредност. Овој износ може да се зголемува во случај кога општината има документ, решение, известување или договор со кој се утврдува дека ќе се изврши трансфер на средствата од државна институција или во случај на промена кои се однесуваат на висината на видот на сопствените приходи од основниот буџет утврдени со закон врз основа на одлуката на Совет или законски промени на сопствените приходи во текот на годината кои потоа соодветно се утврдуваат во одлуката за изменување и дополнување на буџетот на општина Битола кои се однесуваат на Советот на општината. Можност за планирање на повисок износ на буџетот за 2023 година се дава и со планирање на приходи и расходи за превземени обврски по проекти и завршени јавни набавки во 2022 година, кои ќе се плаќаат во 2023 година од средствата кои се обезбедени во 2022 година и ќе се пренесат како вишок на приходи остварени на 31.12.2022 година. Согласно тоа, Министерството за финансии ни извести дека максималниот износ на сопствени приходи на основниот буџет на општина Битола за 2023 година ќе изнесува 660.876.210 денари. На овој износ се додаваат и средствата од пренесениот вишок, кои предлагаме да бидат 106 милиони денари, и средствата кои општина Битола ќе ги добие по основ на ДДВ за 2023 година во износ од 137 милиони денари, 708.368 денари. Дополнително се планираат средства
која општина Битола треба да ги добие по договор од Министерството за локална самоуправа за реализација на проектот Коловоз на локален пат село Брусник во висина од 4 милиони денари, кој треба да се дореализира до 28.4.2023 година и средства во висина од 2.329.000 денари по договор со Министерството за локална самоуправа за реализација на проектот Реконструкција на коловоз на главен уличен крак во село Логовради, општина Битола, така да висината на вкупниот износ на основниот буџет во општина Битола ќе изнесува 910 милиони денари, 913.579 денари. При подготовката на буџетот за 2023 треба да се почитуваат началата на економичност, рационалност во трошењето на буџетските средства, да се зголеми фискалната одговорност, отчетност, транспарентност, да се зголеми планирањето и извршувањето преку дефинирани програми и по транспарентно планирање и искористување на капиталните расходи, како и да се спроведува дисциплинарна буџетска потрошувачка во насока на рестриктивна и ригорозна контрола на помалку продуктивните трошоци, без да се наруши нормалното функционирање на буџетските институции. Буџетот на единиците на локалната самоуправа содржи општ, посебен и раздвоен дел. Изворите на финансирање или приходите на општина Битола за 2023 година ќе бидат следниве: даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи, трансфери и донации. Даночните приходи ќе бидат планирани со 495 милиони денари, неданочните со 140 милиони денари, капиталните приходи со 118 милиони денари и трансферите и донации со 1 милиарда 335 милиони денари, или вкупниот буџет на општина Битола за 2023 година ќе изнесува 2 милиарди 89 милиони денари. Од прикажаното се може да се заклучи дека вкупните приходи или 63,90% ќе учествуваат трансферите и донации во вкупниот буџет, 23,73 даночните приходи, со 6,72 неданочните приходи и со 5,65 капиталните приходи. Од даночните приходи во даночни приходи спаѓаат данокот на доход, данокот на имот, даноците од специфични услуги и таксите или дозволи за вршење на дејност. Кај структурата на даночните приходи неголемо учество ќе има уредувањето на градежно земјиште со 47,76%, данокот на имот ќе учествува со 38,17%, данокот од доход со 6,25% и таксите или дозволи за вршење на дејност со 7,82%. Неданочните приходи се глоби, судски административни такси, таксите на доместоците и други неданочни приходи. Кај неданочните приходи неголемо учество ќе имаат таксите на доместоците со 77,30%, следат неданочните приходи со 19,86% и глобите, судски и административни такси со 2,85%. Капиталните приходи или продажбата на земјиштето ќе учествува со 118 милиони денари. Трансферите и донациите, во нив спаѓаат трансфери од други нивоа на власт со 1 милиарда 253 милиони денари, донациите од странство со 81 милион денари и тековните донации со 213.000 денари. Во делот на трансферите од други нивоа на власт доминираат дотациите од буџетот на Република Македонија за остварување на надлежностите во основното образование, средното образование, социјалната детската заштита и противпожарната заштита. Покрај наменските блок дотации, во овие приходи во основниот буџет спаѓаат и средствата добиени од фондот за патишта во износ од 10.927.946 и средствата од дотација од ДДВ 137 милиони денари. Во ставката за пренесен вишок планираме ова година да биде пренесен средства во висина од 106 милиони денари. Во донација од странство планирани се средства за финансирање на проектите на кај основните училишта, средните училишта од програмата Еразмус плюс, проекти на општината Бенефит, интеграција зелен транспорт, Смарт за ТБ2, креирање можности, ОКР-СРЦ и други тековни донации. Буџетските расходи, вкупните планирани расходи за 2023 година исто ќе изнесуваат 2 милиарди 89 милиони денари 698.641 денар. И со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Платите и наемнините ќе изнесуваат 978 милиони денари. Резервите и недефинирани расходи ќе учествуваат со 1 милион и 700.000 денари. Стоките и услугите со 496 милиони денари. Каматните плаќања 50.000 денари. Субвенции и трансфери 126 милиони денари, социјални бенефиции 4 милиони 500.000 денари, капиталните расходи со 466 милиони денари и од платата на главницата со 14 милиони 500.000 денари.
Од табеларниот приказ или од овој приказ можеме да се види дека значајно учество во вкупниот буџет ќе имаат капиталните расходи со 22,32%, стоките и услугите со 23,78%, платите и недоместоците на вработените во општинската администрација и буџетските установи со 46,84%, субвенциите и трансферите со 6,6%, социјалните бенефиции ќе учествуваат со 0,22%, резервите и недефинирани расходи со 0,08% и од платата на главницата со 0,70% од вкупниот буџет. Расходите се делат во буџетот на тековно оперативни и капитални расходи. Во тековно оперативните спаѓаат платите и наемнините, резервите и недефинирани расходи, стоките и услугите, каматните плаќања, субвенциите и трансфери, социјалните бенефиции и од платата на главницата. И тие ќе изнесуваат во вкупен износ од 1 милиарда 623 милиони денари. Во тековно оперативните расходи неголемо учество имаат стоките и услугите со 30,61% и платите и надоместоците со 60,30%. Во капиталните расходи имаме купување на опрема и машина, други градежни објекти, купување на мебел, вложување во нефинансиски средства и купување на возила. Капиталните расходи во најголем дел се однесуваат на изготвување на проекти, изградба на улици, патишта, водоводи, канализации во урбаниот дел и во руралниот дел на општината. Во капиталните расходи се планирани средства за купување на машини, мебел и слично. Овие расходи се во функција на подобрување на јавните услуги и инфраструктура во општината. Учеството на капиталните расходи во вкупниот износ на буџетот ќе изнесува 22,32%. Да видиме како ќе оди финансирањето по програми. Советот на општина Битола ќе биде финансиран со средства во висина од 19 милиони денари. Програмата градоначалник во висина од 8 милиони 556 илјади денари. Местната самоуправа со 2 милиони 700 илјади денари. Општинската администрација ќе се финансира со средства во висина од 187 милиони денари. Капиталните расходи на општината со 20 милиони 811 илјади денари. Урбанистичкото планирање со 7 милиони денари. Поддршката на локалниот економски развој со 23 милиони денари и во колоната донации во оваа програма се планирани да се дореализираат ОКР-СРЦ проектите, бенефит, капиталните тековно оперативните расходи во износ од 5 милиони 360 илјади денари. Поттикнување на развојот на туризмот, програмата ќе се финансира со средства во висина од 1 милион денари, а во колоната донации имаме нов проект Смарт за тебе во износ од 23 милиони денари. Програмата проекти за енергетска ефикасност за подготвување на проекти од капацитети во енергетиката планирани се средства во висина од 896.000 денари и за реконструкција на капацитети во енергетиката 3 милиони денари. Програмата Ј2 одведување и пречистување на отпадни води. Во оваа програма ќе го фатиме субвенционирањето на јавното предпријатие Жабени со средства потребни за покривање на тековно оперативните трошоци во вкупен износ од 900.000 денари. Програмата Јавно осветление ќе се финансира со средства во висина од 53 милиони денари. Јавната чистота со 18 милиони денари, додека за прв пат ова година се јавува програма Ј5 јавен локален превоз на патници, кој ќе го фати субвенционирањето на јавното меѓуопштинско предпријатие Пела Линк. Средствата се потребни за покривање на тековно оперативните трошоци и вкупната сума изнесува 699.770 денари. Програмата Ј6 одржување на локални улици и патишта и регулирање на режимот на сообраќајот, значи хоризонтална и вертикална сигнализација, како чистење на коловозот во зимски услови, ќе се финансира со средства во висина од 26 милиони денари. Програмата за одржување и користење на паркови и зелени улово ќе се финансира со средства во висина од 20 милиони денари. Програмата други комунални услуги. Оваа програма се планира тековно оперативни расходи за дезинфекција и деретизација и за субвенционирање на јавното предпријатие Пазари во висина од 3 милиони денари. Значи, тековно оперативните расходи за дезинфекција и деретизација изнесуваат 2 милиони 500.000 денари. Изградбата на јавното осветление или програмата ќе се финансира со средства во висина од 11 милиони денари.
Програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта ќе се финансира во висина од 81 милион денари, од кои за подготвување на проекти за улици и патишта се 10 милиони 553 милиони денари, 64 милиони денари се за изградба и реконструкција на улици и патишта и 5 милиони 800 илјади денари се за експроприација. Во оваа програма, во колоната донации, планирани се средства за реализација на капиталните расходи на проектот СМАР ЗАТЕБЕ 2 во износ од 942 илјади денари. Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација ќе се реализира со средства во висина од 4 милиони 780 илјади денари. Програмата за изградба на системи за водоснабдување ќе се финансира со вкупно средства во висина од 5 милиони 800 илјади денари, од кои 1 милион и 600 илјади денари се за проекти и 4 милиони 202 илјади денари за изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување. Програмата за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води или атмосферска фекална канализација се планира да се реализира со средства во висина од 15 милиони денари, од кои 1 милион денари се за проекти за атмосферска и фекална канализација и 14 милиони денари за изградба и реконструкција на атмосферска и фекална канализација. Програмата други комунални услуги ќе се реализира со средства во висина од 41 милион денари. Од нив 25 милиони денари се за подготвување на проекти за други објекти и 11 милиони денари се за изградба и реконструкција на други објекти, како и за надзор над изградбата со 4 милиони и 100 илјади денари. Во колоната донации во оваа програма исто така планирани се средства за реализација на проектот СМАР ЗАТЕБЕ во износ од 24 милиони денари. Програмата музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина го фаќа финансирањето од блок дотација од Министерството за култура во износ од 12 милиони денари. Со тие средства ќе се финансираат платите на 14 вработени. Исто така зоолошката градина ќе се финансира и од други извори, како што се самофинансирачки активности за кои доставува план во општината и се предвидени средства во висина од 1 милион денари и средства кои што ќе му бидат како доделени како помош од буџетот на општина Битола во износ од 2 милиони и 300 илјади денари. Во оваа програма од минатата година се планираат и средства за реализација на програмските активности на установата КИЦ во висина од 7 милиони 358 илјади денари од основниот буџет на општината и од незините самофинансирачки активности ќе се финансираат со средства во висина од 2 милиони и 200 илјади денари. Програмата К4 е наменета за реализација на програмата за култура и истата ќе се реализира со средства во висина од 14 милиони денари. Во програмата К културни манифестации и творештво или капитални трошоци планирани се средства од 60 илјади денари кај самофинансирачките активности за капитални расходи на зоолошката градина. Програмата Спорт и рекреација ќе се финансира со средства во висина од 37 милиони 400 илјади денари, додека програмата Спорт и рекреација капитални трошоци со средства во висина од 500 илјади денари. Програмата Основно образование има 3 извори на финансирање. Средствата од самофинансирачки активности му изнесуваат 5 милиони 987 илјади денари, од блок дотации ќе се финансира со средства од 506 милиони денари и од буџетот на општината предвидени се средства за реализација на основните потреби во основното образование од 37 милиони денари. Исто така ќе се финансираат одредени проекти во основното образование по пат на донации во висина од 13 милиони 612 илјади 744 денари. Во колоната донации предвидени се средства за реализација на проекти во основните училишта Климент Охридски, Ѓорги Сугарев, Даме Груев и други. Средното образование исто така има повеќе извори на финансирање. Блок дотацијата за ова година изнесува 309 милиони денари, самофинансирачките активности им изнесуваат 9 милиони 878 и во колоната донации имат предвидено средства за реализација на проекти во висина од 10 милиони 554 илјади денари.
Во програмите капитални расходи за основно образование, исто така планирани се во делот на самофинансирачките активности кај основните училишта, средства во износ од 1 милион денари и во основниот буџет се планирани 1 милион 821 илјада денари капитални расходи, како и во колоната донации во износ од 307.500 денари. Капиталните расходи за средно образование изнесуваат 418.950 кај донации и кај сметката самофинансирачки активности 2.555.000 денари. Програмата за заштита на животната средина ќе се финансира со средства во висина од 8.972.000 денари и во колоната донации планирани се средства за дореализација на проектот интеграција зелен транспорт во износ од 2 милиони денари. Заштитата на животната средина или капиталните расходи, програмата се планира да се реализира со средства во висина од 1.500.000 денари, во колоната донации исто така се планирани средства за дореализација на проектот интеграција зелен транспорт во висина од 900.000 денари. Детските градинки исто така ќе се финансираат со средства од 3 извори. Блок дотациите од Министерството за труд и социјална политика за 2023 година изнесуваат 117 милиони денари. Планираните средства од самофинансирачки активности на детските градинки изнесуваат 47 милиони денари и во колоната донации предвидени се средства за донација во висина од 360.000 денари за донација која ќе ја добие градинката Естреова Диамара. Капиталните расходи на детските градинки се планирани да се реализираат во сметката самофинансирачки активности во износ од 10.490.000 денари. Домот за стари лица се планира да се финансира со средства од 2 извори. Самофинансирачките активности се планирани со средства во висина од 24.400.000 денари, а блок дотацијата од Министерството за труд и социјална политика ќе изнесува 19 милиони денари. Капиталните расходи за домот за стари лица се планирани во делот на самофинансирачките активности во износ од 600.000 денари. Противпожарната заштита за финансирање на активностите во противпожарната единица во општина Битола во рамките на оваа програма се планираат средства за функционирање од буџетот на општината 12.125.000 денари и со средства од наменска дотација од Министерството за одбрана во висина од 19.800.000 денари наменети исклучиво за платите на вработените во противпожарната единица. Во капитални расходи на противпожарната единица предвидени се средства во висина од 750.000 денари. Програмата Родова еднаквост, во оваа програма се планираат тековно оперативни расходи поврзани со родовата еднаквост. Програмата е вградена во програмата на работа на КЕМ и се планираат активности во делот на воведување на родовиот пристап на креирање на политиките, донесување на одлуки и пристап до ресурсите на општината. Програмата се планира да се реализира со средства во висина од 1.500.000 денари. Плановите или програмите за развој Општина Битола во 2023 година приоритет му даде на 37 развојни проекти. Во овој дел ќе ги напомениме: реконструкција на дел од улица Довлеџик, изградба на улична мрежа во Долно Оризари, изградба на улица во СРУ 5 Арама, изградба на дел од Крушевска република, реконструкција на Македонска фаланга, реконструкција на улица покрај Светонеделските гробишта, реконструкција на улица 7 јули, реконструкција на улица Булевар 1 мај, улица Солунска, реконструкција на паркинг простор кај спортската сала Боро Чурлевски, изградба на улична мрежа во село Птичари, реконструкција на улица Наум Наумовски Борче, реконструкција на улица Стив Наумов, изградба на улици СТУ 1 во Арама четврт 1, изградба на улична мрежа во село Егри и село Лажец, реконструкција на локален пат село Трново до границите на Национален парк Пелистер, изградба на улична мрежа во Горно Оризари, реконструкција на коловоз на улица Бурса, реконструкција на водоводна мрежа на улица Солунска втора фаза, реконструкција на водоводна мрежа на улица Булевар 1 мај, реконструкција на водоводна мрежа на улица Стив Наумов, изградба на водоводна мрежа до село Брусник, реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба Недопирливи, реконструкција на канализациона мрежа во населба Допирливи, реконструкција на канализациона мрежа на улица Стив Наумов, изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во Национален парк Пелистер, реконструкција на канализациона мрежа на улица Стив Наумов втора фаза, изградба на парк, адаптација на објект за миленичиња, партерно уредување околу офицерски дом, набавка, транспорт и монтажа на канделабри околу
офицерски дом, реконструкција на стадионот под Тумбекафе, изградба на мултифункционален спортски комплекс, поставување на урбана опрема на за спортско-рекреативни активности, изградба на детската градинка во Арама, противпожарната заштита капитални расходи и гасификација на општина Битола. Во ова програма, развојна програма за 2023 година планирани се 230 милиони денари. Од нив ќе можете да заприметите дека дел се реализирани и се наведени, се испланирани за истите да се доплатат, бидејќи имаат подолг рок на исплата, а голем дел и се нови проекти. Проекции за буџетите за 2024 и 2025 година, фискалните проекции за наредниот среднорочен план се базираат врз основа на економските политики. Економските политики се насочени кон остварување на макроекономска стабилност и одржување на стабилен и одржлив национален економски развој, продолжување на остварување на стратешките определби, зголемување на економскиот раст, на вработеноста, подобрување на животниот стандард и слично. Така да проекциите за 2024 година изнесуваат 2 милиарди 184, додека за 2025 година 2 милиарди 288 милиони денари. Накратко, тоа е образложението. Би сакала да напоменам дека дел од проектите или планираните активности во овој буџет се резултат на буџетскиот форум кој што беше реализиран во 4 сесии. Овде е присутен модераторот кој помагаше во реализацијата на буџетскиот форум. Сакам да му дадам збор него за накратко да ве запозна како тече, кои од проектите кои беа планирани предлози од граѓаните, а кои беа прифатени, влегоја во овој буџет, па натаму ќе продолжиме со останатите точки. Исто така, во овој дел сакам да напоменам дека во предлог буџетот напоменав за субвенционирањето на 3 јавни предпријатија, присутни се и директорите, конкретно на оваа програма за субвенционирање на јавните предпријатија. Ги кажавме кои се средствата, тука се присутни директорите, понатаму доколку имате прашања околу тоа како ќе ги користат средствата, ви стоиме на располагање. Благица, благодарам. Рубин Павели, можеш на говорница, можеш од место, само ќе те замолам да биде малку пократко, бидејќи сме кнап со времето денес. Јас не одлучувам. Добар ден, почитувана председателка, почитувани советници, представници на јавните предпријатија. Благодарам за приликата накратко да објаснам што се случуваше во изминатите месец и пол од аспект на форумскиот процес на општина Битола. Значи, главната иницијатива, односно главната идеја за организирање на буџетски форум како најнепосредна локална форма на демократија при креирањето на локалните политики беше влезниот критериум на еден од проектите на УСАИД за да се истера и да се заврши една ваква процедура, бидејќи во општината има некои планови во иднина да аплицира за одредени грантови активности во рамките на нивните грантови шеми кои што треба да се случат во 2023 година. Форумскиот процес, најпрво да искористам приликата да им се заблагодарам и да им честитам на колегите од општина Битола за огромната поддршка и за успешноста која што ја покажавме во текот на организацијата и имплементацијата на процесот, затоа што навистина имавме краток период за истиот да го организираме и да го спроведиме и благодарение на заедничките напори завршивме супер. Во текот на 4 сесии имавме најмалку 206 учесници на форумот, од кои што на 3 од сесиите имавме доминантно присуство на жени, имавме присуство од сите урбани заедници, присуство на општинската администрација, јавните предпријатија и така натаму и така натаму. За прв пат, откако постои форумот како алатка во Македонија од 2006 наваму, имаме општина Битола има рекорден број на проекти кои што ги собра директно од граѓаните, над 150,
и благодарение на тој, благодарение на фактот дека во периодот кога го организиравме форумот, општинските програми се уште беа во фаза на изработка и во фаза на дефинирање, имавме можност и општината тука навистина покаже голем демократски капацитет, затоа што иако имаше право да ги наметне своите програми и своите проекти, а форумот да одговара и да размислува, да работи во таа рамка која што ја дава општинската администрација, кога видовме на првата сесија дека најголем дел од проектите се релевантни, дека доаѓаат од граѓаните, општината се повлече и рече да работиме со она што граѓаните го предлагаат за време на сесиите. Од над 150 проекти, односно 150 идеи кои што беа собрани, покрај паралелно со проектите, нормално како прва хиерархија работевме и со програмите, бидејќи сите 36 програми не се релевантни да се разгледуваат на форум, затоа што голем дел од нив се поприлично фиксни, нема тука, не постои простор за приоритизација на проекти и така натаму. Форумот, односно граѓаните директно од вкупниот број на програми решија да работат со 8 и по завршувањето на последната сесија направија приоритизација на тие 8 програми, односно според резултатите на форумот, ова е хиерархијата на програми која што е за нив најважна. Програмата за локален економски развој, програмата за уредување на градежно земјиште, програмата за развојни планови, програмата за социјална заштита, програмата за урбанистичко планирање, програмата за активности во областа на спортот и младите, програмата за заштита на животната средина и природа и програмата за култура. И ако ми дозволите да ги прочитам проектите кои што беа приоритизирани, ќе видите дека тотално постои корелација, значи она што е приоритет како програма, целосно кореспондира со тоа што е приоритет од аспект на проект. Викам, имавме добар контекст и добра поволна ситуација, затоа што кога го работевме форумот и програмите во онај другиот процес кој што општинската администрација си го работеше од аспект на прибирање на проекти не беше завршен, па успеавме да теоретски кога буџетската година 2023 целосно би се имплементирала онака како што е планирано, сите проекти со кои што работеа граѓаните да бидат исфинансирани. Она што Советот е битно да го знае, дека во случај да настанат некакви непредвидени околности, објективни, субјективни, надворешни, натрешни и така натаму, идејата е да се земи во предвид секогаш она што излегло на форум како приоритет и доколку настанат некои активности или настани кои што можат да го намалат, да ја намалат реализацијата на буџетот, кога се прави ребаланс или кога се тековно се имплементира самиот буџет, да го земи во предвид она што граѓаните го кажале како приоритет. 26 проекти излегува како проект и сите тие се спремни за имплементација. Дозволете ми само уште во една минута да ги прочитам нив. Значи, врвен приоритет за граѓаните на форумот беше изградбата на пречистителната станица за општина Битола, па решавање на проблемот со уличните куќиња, субвенционирање на енергетски ефикасни фасади на стамбените згради, изработка и ставање во функција на софтвер за електронско плаќање на даноци и комунални такси, регулирање на урбаната опрема на широк сокак, односно зголемување на просторот за пешаци, ангажирање на лица од ранливи категории за јавни работи, обезбедување на финансиски средства за жртви на семејно насилство, зголемување на средства на образовните институции во градот за грејење и електрична енергија, нормално доколку се појави потреба од такво нешто, обезбедување на финансиски средства на лица со посебни потреби за изградба на пристапни рампи во нивните домови, решавање на проблемот со дивите гаражи на територијата на општина Битола, асфалтирање на улица Индустријска, реконструкција на улица Христо Ботев, санација на улица Караорман, реконструкција на улица Стив Наумов од премиер центар до основно училиште Стив Наумов, доредување со плочки на улица Цар Самуил, сокак на уредување на сокак на сокак со бекатон на улица Вера Циревири Трена, санирање на семафорна раскрсница помеѓу улиците Климент Охридски и Солунска, поддршка на националниот парк во делот на рефундација на влезниците во паркот за жителите на општина Битола, поддршка на фестивалот Браќа Манаки, поддршка на трите професионални клубови во општината во дел, односно на ракометниот, фудбалскиот и кошаркарскиот клуб, изградба на водовод и атмосферска канализација на Драгорска, намалување на тарифите за поставување на урбана опрема поради постоечката криза или барем задржување на тарифите кои што, ако добро се сеќавам, се во некоја намален износ од пред ковид кризата, уредување на локална патна мрежа во село Карамани, поддршка на општински училишен сојуз и поддршка на Интерфест. Дополнително форумот, бидејќи беше имаше поприлично многу дебати и излегува голем дел на проекти и иницијативи.
Она што беше за очекување дека дел од работите кои што таму ќе се зборуваат и ќе се дискутираат се од релевантно значење за локалната заедница, меѓутоа не се во надлежност на општината. Па така постои еден механизам кај форумот кој што се вика листа со препораки. Тоа се активности или проекти кои што не се директно врзани со некаква буџетска активност или се во мандатот на општината, меѓутоа граѓаните сметаат дека се важни и сакаат да го искористат советот како тело кое што има и политичка и правна моќ да истите ги адресира онаму каде што треба да бидат адресирани. Тие се 16 и кај нив нема приоритизација, едноставно се само излистани. Тоа е ставање во функција на Комисија за права на пациентите во рамките на Советот на општина Битола, зголемување на ефикасноста при реализацијата на урбанистичките планови во општината со посебен акцент на деталните урбанистички за Кастар на Арама 2 и Стар Прогрес, зголемување на јавната чистота, подобрување на инфраструктурната состојба во Стара Битолска чаршија во рамките на мандатот на општината, борба против дивата сеча во околината на Битола, односно имплементација на координирани активности со сите надлежни служби и структури на територијата на општината од сите нивоа на власт, граничната полиција, националниот парк и шумската полиција, изградба на нови парковски содржини, подобрување на енергетската ефикасност на јавните објекти во општината, зголемување на интензитетот на реконструкција на локалната патна инфраструктура, иницирање на постапка за поставување на семафор на раскрсницата кај хотел Непинало, ова е нешто што е надлежност на МВР и Бирото за јавна безбедност, поддршка и помош на семејства кои се во процес на инвитро оплодување, изградба на катна гаража кај мултитекс кај гаражите наспроти Атпазар, изградба на подземен паркинг во близина на градски пазар, изградба на старски дом, изградба на фотоволтаична централа во собственост на општината, реализација на деталните урбанистички планови според хронологија на поднесени иницијативи и затворање на фабриката за масло од канабис во село Кравари. Она што ни останува како врска е во септември 2023 година да го свикаме форумот и да известиме што од она што тој го донесол како одлука е реализирано и да, ако имало некакви обструкции во текот на процесот на реализација на буџетскиот календар, како истите се адресирани. Ви благодарам. Благодарам, Рубин. Да продолжиме со значајните буџетски документи, составен дел на буџетот. Тоа се буџетскиот календар, предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот на државните службеници и предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Битола. Знаете, предлог буџетскиот календар ги содржи активностите, буџетските активности како се доаѓа до предлог буџетот, како истиот се предлага до овој совет на општината за донесување и се предлагаат соодветни активности во поодделни месеци, започнувајќи значи од крајот на оваа година па се до наредната година, исто така до некаде декември месец кога до советот се доставува конечниот предлог буџет од страна на градоначалникот. Предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници е истата како и изминатата година и вредноста на бодот на државните службеници изнесува 81,60 денари и предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Битола, значи ги содржи правата и обврските на вработените во општината, исто така и соодветни начини на користење на средствата. Подделни измени нема, освен во зависност во согласно со изминатата одлука за извршување на буџетот, освен што во членот 13 каде што се регулираат исплатата на платите на вработените, наведен е и колективниот договор кој е донесен на ниво на работодавач. Толку. Благодарам, Благица. Дали може да почнеме со прашања? Дали некој бара збор? Председател, пред да почнеме со прашања, ако може една секунда само. Значи, гледаме во материјалите образложението кое го читаше Благица, односно се извинувам, представникот од општината од линијата за финанси, ние такво образложение не добивме во материјалите. Во ред, ќе ве замолам, сега бидејќи тако читаше, веќе сега треба да е то правилното. Ако може 10 на минути пауза да го добиеме за да читаме по него, да прашуваме соодветни прашања. Дали може да продолжиме со другите точки, дури да го добиете образложението, и стварно не може да направиме пауза. Да, ќе продолжиме со точките што се од општината. Ве молам, Благица, ако може. Јас се извинувам, сакам уште еднаш да потенцирам, бидејќи кога започнав со образложението не беа дојдени сите советници, уште еднаш да кажам дека до последниот ден до петокот имав измени и дополнувања и заради тоа не ви беше доставено образложението.
сега ќе ви биде доставено со сите измени и дополнувања и последната верзија која денес ја читав на, мислам, Океј, да предходно. продолжиме. Ја имате во вас верзијата? Сега? Стефи, дали може прво на советниците што се тука присутни, копирајте, дајте му дори е комисијата, ние ќе продолжиме со друга точка и одма ќе се вратиме на ова. Ај вака, преминуваме на точка број 2. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на простори на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен превоз на патници на општина Битола. Мислам дека имате две точки од ЈПП и ЈЛП, така? Која е поред? Да. Значи, преминуваме на втора точка и шеста точка, одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта во општина Битола и ЈПП ЈЛП Битола. Тука е присутен директорот и представникот од предпријатието. Повелете. Здраво на сите. Први околу втората точка, ова е поќе мислам дека точка кон одделенијата од општината, пошто ние бараме Да, за просториите, да, за извинете. просториите да ни се доделат то. Ако тоа сакате да го слушниме прво представникот за просториите. Повели Дејан. Благодарам. Значи, се работи за одлука за давање на трајно користење без надоместок на простори на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен превоз на патници во општина Битола. Со оваа одлука општината му дава простори на трајно користење без надоместок на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен превоз на патници во општина Битола, кои простори се наоѓаат во урбаната заедница Коле Лачето. Всушност се работи за отстапување на простори од претходни закупци, чиј договор веќе му заврши и бидејќи просториите останаа празни, а на предпријатието му одговараше, да речем, да просториите и согласно ширењето на предпријатието, да овие простори може да бидат дадени на трајно користење на самото предпријатие. Благодарам. Прашања? Доколку немаме, преминуваме на другата точка, одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени и услуги на доместоци на јавните паркиралишта на општина Битола, ЈПП ЈЛП Битола. Повелете. Фала. Накратко само две реченици околу точката Дејан, што од представникот од општината што кажа сега, тоа се канцеларии, да речем, кои се во ист објект сме заедно со тие канцеларии, само уште еден дел, уште 3 канцеларии ни се ослободуваат, тоа е заради тоа требало ми претходно да се направи, меѓутоа со претходниот закупец малце се одолжи рокот на напуштање на тие простори и тоа се канцеларии кои се даваат заради тоа што администрацијата малце се прошири, не само сега, туку од година и нешто, па моравме да го зголемиме, да ги зголемиме просториите. Околу другата точка, одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени и услуги на доместоци на јавните паркиралишта во општина Битола. Правевме некоја анализа подолго трајна, да речем, таа веќе беше започната и од претходниот директор, меѓутоа јас сметав дека треба малце подолго време за да се направи конкретна анализа околу промената на цените. Од на отворен и затворен тип. До сега функционираше исти цени за отворен и за затворен тип на паркинзи. Тоа не е пракса скоро никаде, да речам, во државата, да има ист начин на работа на отворените и затворените паркинзи, па затоа сметавме дека на отворените паркинзи треба да направиме мала корекција во цените, значи правиме поевтинување на паркинг услугата, односно до сега имаше цени за 2 часа 30 денари, секој нареден час 25 денари. Сега со новиот правилник
Таа цена за 30 денари за 2 часа останува, меѓутоа наредниот час, третиот час кој според сите анализи што ги правевме внатрешно беше многу корисен. Сметавме дека треба да му излеземе во пресред на граѓаните на отворените тип на паркинзи и да се намали третиот час на паркирање од 25 на 10 денари, односно воведуваме нова карта, карта за 3 часа која ќе биде 40 денари, а нормално секој нареден час потоа ќе се продолжи да биде 25 денари. Молам тишина. Во А зона, во Б зона исто така се намалува картата за третиот час. Досега исто така беше 2 часа 20 денари, секој нареден час 20 денари досега. Со новата карта 30 денари ќе биде 3 часа, односно имаме поевтинување во А зона од 55 денари за 3 часа на 40, а во Б зона од 40 денари на 30 денари, односно околу сега иди околу 5% поевтинување на паркингот во А зона, а во Б зона се точно да не реферирам со податоци. Исто така имаме поевтинување во однос на дневните карти. Дневните карти во А зона досега дневната карта беше 250 денари, од 250 денари се намалува на 150 денари. Ова намалување, како јас како директор и управниот и надзорни одбор сметавме дека е потребно во смисла заради тоа што досега оваа карта ретко да речам беше користена, па сметав дека треба да му излезем во пресред на граѓаните. Некој кој ќе сака цел ден да го остави возилото, треба да биде малце поевтино него да пушти SMS порака или да купи картички за цел ден. Идеше сумата горе-долу, идеше исто да купи картички за цел ден или да извади дневна карта, па заради тоа сметав дека треба да се намали оваа карта од 250 на 150 денари, а во Б зона од 200 денари на 130 денари картата. Околу цените други намалувања нема. Имаме уште една промена со која 15 минути бесплатниот паркинг на 15 минути времето што беше на отворените зони се укинува. Ова во разговор не е да речам само како наше, во разговори со другите јавни предпријатија, во другите како што се да речам поголеми од нас градски паркинзи Скопје, паркинзи општина Центар, во наша близина паркинзи општина Охрид, дека тие не ги користат тие 15 минути заради тоа што најголемиот транзит на возила и најголемата гужва во градот и во согласност и со полицијата разговаравме, се прави на отворените паркиралишта тие 15 минути голем транзит на возила влез-излез. Меѓутоа на затворените паркиралишта остануваат тие 15 минути доколку некој има потреба на 15 минути да влези, народски кажам да заврши брзо некоја работа, тие 15 минути на затворените паркиралишта остануваат. Во глобала тоа е, околу други промени, околу месечните карти и слично немаме, тие остануваат исти. Доколку има некои прашања, повелете слободно. Прашања? Повелете Корлевски. Бидејќи се консултиравте со град Скопје, со Центар, со Охрид и со станатите за тие 15 минути, дали се консултиравте со тие истите општини за цените, дали досега некој од тие општини ја намалил цената? Прво прашање. Второ прашање, дали кога разговараме ние за поевтинување на картата за паркинг, го субвенционираме паркирањето во центарот на градот, наместо да го дестимулираме заради хаосот во сообраќајот, заради екологијата, заштита на животна средина, дали тие финансиски средства ќе бидат товар на предпријатието и ако може да добиеме на картица конто должи, конто во барува. Јас уште пред 5 месеци побарав од сите јавни предпријатија, меѓутоа стигна само до претседателката. Треба да ни опоратите до сите, да видиме дали со овие цени прво предпријатието ќе може да обставува, и втора работа е тие финансиски средства што ги планирате со намалување, бидејќи во секој град, од Скопје да тргнеме, да не зборам за Европа, во центарот секаде е поскапа картата, затоа што се дестимулира паркирањето во центарот на градот, заради сообраќајот, заради аерозагадувањето и заради сите потреби.
единствено во Битола се намалува, единствено од, според мене, може грешам, популистички природи, затоа што ако сакате да стимулирате сообраќај или користење и подобро и раздимитување на сообраќајниот метеж, тоа е инвестирање во јавниот превоз. Меѓутоа, тоа е моје мислење, не мора да е точно. Единствено овие две прашања, дали во Скопје има намалување или во Охрид на цената, или во било кој град во Македонија, било кој град во центарот на градското, и второ, дали со овие намалувања јавното предпријатие ќе издржи финансиската состојба и во каква ситуација сме моментално сега со јавното предпријатие. Ти благодарам на прашањето, во консултациите единствено кој имаше намалено цената е паркинзи во град Скопје. Тие пред точно околу половина година некаде има отприлика ги намалија за, сега мислам дека за 25% ги немам податоците за другите предпријатија, ги намалија цените на паркирањето град Скопје. Другите ги немаат сега колку што имам информација последно не можам 100% да гарантирам, меѓутоа ги немаат ревидирано цените. Значи ова намалување на цените што правиме е да излеземе во пресрет на граѓаните. Односно дека меѓу таа карта од 3 часа што е новата карта, според анализите што ги правевме внатрешни, дека најмногу искористеноста на паркингот е до 3 часа. Па сметавме дека треба да му излеземе во пресрет на граѓаните, за да има некоја, да речам пак, по-мала цена, да ја сметавме дека треба да ја намалиме малце цената околу тие, а околу финансирањето, ние сме комплетно самофинансирачки, како предпријатие, и до сега, да речам, четврта година, од 2019 од 2019 од кога е отворено, комплетно сме самофинансирачки, мислам дека не сме искористиле до сега никаква субвенција и како што движи текот на работите, движиме релативно добро како предпријатие и сметаме дека со ова ќе продолжиме да движиме во нормален тек на работите, дека ги исплаќаме сите фактури, се до сега исплатено, ништо не е заостанато, немаме никакви спорови со никој околу плаќање, се исплаќаат редовно платите, К15 се исплати и на работниците и сите, да речам, сите плаќања што се редовно. Благодарам. Бајковски. А дали имате размислувано за зголемување на казните на граѓаните кои што не плаќаат паркинг и за зголемување на цената на пајакот? Оние што се непрописно паркирани возила. Имаме разговарање на таа тема со управниот одбор, меѓутоа првин да кажам дека цените на казните за непрописно паркираните возила се едни од пониските во државата, можам да речам. Меѓутоа сметам дека процентуално кога ќе ставиме колку имаме казни на возила, сметам дека не е многу голема бројката и дека тие цени се во моментот се реални, да речам реални. Не се реални, се ниски, ако правиме реално, меѓутоа се во моментот се во ред, а околу цената на пајак службата има некои градови што ја зголемија драстично цената на подигнување на непрописно паркираните возила. Меѓутоа за тоа се уште, да речем, немаме разговарано. Благодарам. Павел Илиевски. Јас имам прашање до директорот. Во дел дали директоре, дали ќе останат само една карта што ќе биде со временска рамка од 3 часа или ќе воведете и од 2 часа, бидејќи тој што користел 2 часа и плаќал 30 денари, сега ќе треба да плаќа за истите тие 2 часа 40 денари. Си останува картата за 2 часа, За 2 часа се останува и нова карта. Доколку некој ако сака 2 часа, пак 30 денари. Супер, добро. Доколку сака 3 часа се уведува. Значи ќе имаме две карти, и за 2 часа и за 3 часа карта. 2 часа, 3 часа и секој нареден час. Фала. Благодарам. Павел Илиевски. Фала. Две прашања до директорот. Директоре, првото прашање, ова одлука, чиме е тука донесена, сигурно ќе биде изгласана.
кои се вашите предвидувања по следна година? Дали ова ќе биде финансиски рентабилно, предпријатието ќе биде во позитива или во негатива? Кои финансиските импликации ќе бидат према предпријатието на генерално годишно ниво? Дали направите таква проекција, во кој правец размислувате? По односно ова прашање. Може да. Според анализите, што правиме, како што кажав, ова е анализа која се прави долгорочно, може некаде да има, не знам, година и пол некаде од прилика, правиме секојдневни како би функционирало со овие карти. Не беше точно дефинирана цената колку би било, меѓутоа ова размислување малце подолго, затоа викам, сметаме дека со ова повторно како предпријатие ќе се дали ќе бидеме во позитива или негатива, не можам да кажам уште, меѓутоа ќе бидеме рентабилни како предпријатие, ќе можеме наједноставно да кажам комотно да работиме, да ги сервисираме сите трошоци. Добро, и друго, дали е разговарано, ова прашање малце надвор од ова кој дискутираме цената, меѓутоа не е ништо страшно, дали е разговарано за отворање нови паркинзи во општина Битола во наредната година? Во програмата за работа И каде, ако може да знаеме? Што доставивме во, мислам дека во петокот комисија имавме, така, комисија за здравни дејности, разговаравме, веќе имаме готов проект за Цане Василев. Цане Василев е кај Тодор Ангелевски, кај џамијата, да речам. Тука веќе имаме готов проект со враќање инфраструктурен, со одобрение, со се. Веќе тој треба во 2023 да се реализира, таму имаше проблем со гаражите, значи веќе гаражите се турна во ова градежна сезона, да речем, што ни предстои, таму ќе има градежни зафати и исто така веќе и за јад, кај позади јад има и пионерски, тука веќе проектот е во изработка, се работи во завршна фаза, колку што имам информација. 2023 очекуваме таму да се работи. Исто така побарање на станарите околу позади Декорпот, најноставно позади Декорпот да кажам, таму самите станари побара и дел од нив се и подигна гаражите. Тука треба во 2023 да се веќе таму проект сега не знам дали е почнат или не, меѓутоа треба таму веќе проект да се изработи, таму немаме ништо, меѓутоа имаме барање, имаме позитивно од граѓаните за таму да се изработат нови паркинг места и реконструкцијата на спортската сала. Односно се очекува некаде во 2023 да се направат најмалце 200 паркинг места, нови, најмалце. Ве молам, бидејќи јас таму живеам, значи тука гравитирам кај Јад пазар, таму се отвори доста интересен простор, таму иначе под УП е предвидена катна гаража. Ве молам, преземете одговорност од мој лични и од граѓаните на општина Битола кои живеат таму, што побрзо да го средиме таму хаосот моментално кој настана со кревањето на гаражите, бидејќи се наоѓа во некој интересно место каде што тука гравитира пазарот и таму мислам дека сега ќе има дополнителна гужва. Колку побрзо го решиме тој простор, толку подобро за сите. Земете го предвид. Благодарам. Некој друг прашања? Павле Корлевски. Вака, според програмата која што имавте приложено за 2023 година, во однос на приходи од повластено паркирање, физички и правни оператори, 9,5 милиони, од зонско паркирање 7,5, од затворени паркиралишта 7,5 милиони. И според програмата што имате донесено и што изгласано на управен одбор, вели програмата на јавното предпријатие ќе се субвенционира од самофинансирање, пајак службата и средства на општина Битола. Значи не е само субвенционирањето ќе го имате од општина Битола, кое што и го имаме на дневен ред како прва точка. Планираното остварување и реализирање на програмата зависи од приливот на финансиски средства од работењето, искористување на поставените капацитети, трошоците на работење, начинот и формата на наплата на најните услуги, трошоците за тековно одржување. Според ова одлука што ја донесуваме сега денес и според аналитичките податоци реализирање на активности во период од 4 години, како имате наплата на паркинг за паркирање, значи за колкава сума ќе се намалат приходите на јавното предпријатие со оваа ставка. Ако се биде планирани вкупно 30 милиони денари, а расходи 29 милиони денари, колку, дали имате план, бидејќи рековте дека година и пол се размислува на оваа тема, нови начин и што да се
работи, колку финансиски средства ќе им бидат потребни, тоест ќе бидат одвоени од приходите на јавното предпријатие паркинзи за 2023 година. Вака, првин тоа делот околу субвенцијата од општината, што више тоа е за инвестирање во нови паркинг места, околу тековното финансирање на предпријатието, ние пак ќе кажам сме околу тој комплетно само финансирачки сме, немаме никаква субвенција, барем од кога сум дојден јас, никаква субвенција искористена околу плати и останати трошоци, буквално да речам, никаква субвенција. А околу овие приходи се правени, пошто истовремено на ист управен одбор беше помината управен надзор, беше помината и програмата за работа и оваа точка, овие приходи се правени спрема овај начин на работа. Спрема новиот начин доколку се изгласа. Спрема новиот ценовник. Тие 30 милиони 500, мислам ја немам програмата. Пред мене 30 милиони 500 се со новиот ценовник. Бидејќи не видов во таа работа такса плаќате за оваа година? Комунална такса. Комунална такса? Комунална кон општината, да. Кон општината, да. Бидејќи не е наведено. Тоа беше. Повели Лозановски. Мене ме интересира да го прашам директорот на јавното предпријатие Паркинзи. И во програмата за работа видовме дека ќе имате нови паркинг простори, нели Кајат, Цане Василев. Видов дека ќе има и реконструкција на паркингот кај спортската сала, нов влез. Мислам дека прочитав и кај Декорпот дека очекувате да се направи нов паркинг, па ме интересира колку нови паркинг места би добиле и дали тоа би се одразило позитивно на финансиската состојба, идната финансиска состојба на јавното предпријатие. Благодарам. Благодарам на прашањето. Нормално дека секој зголемување на бројот на паркинг места ќе се одрази позитивно на финансиската состојба на предпријатието. Според оние проекти кои ги имаме, пак ќе кажам проектите ги немам точно во моментот пред мене со точно до број да кажем, ама кај Јад се очекува околу 100 паркинг места нови да има. Кај Цане Василев мислам дека беа меѓу 40 и 50, меѓутоа го немам проектот пред мене за точно да ви кажам. Реконструкцијата на спортската сала, паркингот кај спортската сала, тоа предвидува комплетна реконструкција, меѓутоа бројот на паркинг места таму ќе остане ист. И Декорпот не можам да кажам точна бројка, бидејќи се уште нема таму изработено проект, меѓутоа грубо некаде се очекува околу 100 на места и таму да има. Значи, овие само 3 паркинзи има 250 некаде грубо паркинг места. Тоа ќе се отвора. До сега имаме 1560, сега овие се плюс 250 што ќе идат. Тие нови 240-250 места потенцијални би подразбирали нов потенцијален приход во предпријатието. Да. Нормално, секој ново паркинг место е зголемен приход. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Нема. Дали може да се вратиме на буџетот? Дали има некои прашања за буџетот? Јас имам. Благица, ме интересира, спомнавме субвенционирање на јавните предпријатија. Извини, ама не те слушнав добро. Колку за кое предпријатие имаме предвидено? Да, се работи за 3 јавни предпријатија кои што ќе се субвенционираат според програмата. Јавното предпријатие Жабени со 900.000 денари, јавното предпријатие Пазари со 3 милиони денари и јавното предпријатие меѓуопштинско Пела Линк со 699.770 денари. Во ред, за сите овие можеме да знаеме за шо се или треба да ни кажат директорите? Па тука се присутни директорите, можете слободно за тоа да ги прашате. Добро, јас мислам дека ги слушнав двете предпријатија. Сакам да слушнам само од Жабени и после тоа имам уште едно прашање. Повелете, директоре, во врска со 900.000 денари субвенција од општината. Добар ден. Фала на можноста да се обратам пред Советот. Значи, 900.000 денари се директна субвенција во
минатиот во петокот објаснивме дека планираме да се изгради фотоволтаична електрана директно над прочистителната станица во вредност од 900.000 денари, од кои 600.000 денари ќе ги инвестира општината, а 300.000 денари се сопствени средства на јавното предпријатие Жабени. Останатите 300.000 денари се за чистење на каналите околу зоната Жабени, значи како што кажавме 5 години не се чистени каналите. Директното излевање од прочистителната станица на водите до петтиот канал оди по друг канал кој не е одржуван 5 години. Ако дојдите таму да видите, моментално постои, значи да ви речам дека е направено џунгла, бидејќи знаејќи што се случува кај што се изфрваат отпадни води, мислам дека е веќе дури опасно за загадување на околината. Да, знам за тоа. Мене ме интересира, имате готов проект за прочистителната станица? Прочистителната станица За фотоволтаиците, извинете. За фотоволтаиците имаме само физибилити студија. Значи немате ни проект, ништо немате, така? Да, наредната година ќе биде изработен. Вака сега, јас имам еден предлог, би сакала да ме слушнат колегите, бидејќи немаме готов проект, нас не треба прво проект, барам измена на програмата за субвенционирање на јавните предпријатија и тоа овие 900.000 денари, ако може да ги поделиме, 450.000 денари да останат за Жабени, при што би добиле проектна документација, бидејќи по наредната година само тоа и ни треба. И другите 450.000 денари да се дадат на јавното предпријатие Нискоградба Битола за набавка на машина за одсатнување на канали. Благица, да го гласаме амандмански треба или како? Комисијата да се состани да се изгласа. 5 минути пауза, комисија Кајмене за финанси, кратко, за амандманот. Значи, дали општина Битола согласно законот, согласно сите правилници, донесени акти, не знам се да не ги набројувам, да ги барам по интернет и така натаму, учествуваше на тендерот и дали планира и понатаму да ситера со Жабени по набавка на цена на штета на граѓаните на општина Битола. Не е за интерес за општина Битола, зборам како субјект. Училишта, градинки, јавни предпријатија, водовод, комуналец, Нискоградба, осветлување. Значи не ги најавувам јас тие. Туку зборам општина Битола како институција, како правен субјект. Бидејќи ете заштедила општина Битола, тој заштедила, односно не платила она што требало да го плати државата, ќе го набави државата за сметка на граѓаните. Велете. Ако имате одговор, ако не, ќе побараме некој што е стручен да одговори или до седница да добиеме одговор. Бидејќи не е должен директорот, меѓутоа ако случајно ги знае работите, нека ни одговори, ако не. Јас можам стручно да одговорам само за Жабени. Останатите директори може да се одговорат за себе. Значи Жабени од 1.1.2023 година е на слободен пазар. Значи јавното осветлување на општина Битола е на слободен пазар. По цена пазарна како што ќе биде на Хупекс берзата плюс ЕВН. А ако некој тука се залага ние да плаќаме кон приватна фирма провизии и таја да набава и провизии, значи еве ќе ви карикирам, за 30 милиони евра, 20% се 30 милиони денари, 20% се 6 милиони денари, ние требаше да ги платиме да има директен бенефит ева на Хом. Благодарам. Други прашања? Спомнавте за дека има субвенции кон пазари, ако не се лажам, да, 3 милиони денари. Да. На што ќе се должат тие 3 милиони денари? Еве присутен е директорот, ќе даде мало образложение. Повелете, директоре. Добар ден на сите. Вака, најпрво, тие 3 милиони денари би оделе претежно затоа што уште со моето доаѓање пред неколку месеци започнавме еден проект, тоест пазарот на Големо, кој што на вистина се направи во еден многу краток период и
нормално остана и некои работи кои што со самото отварање ги увидовме дека треба да се доработат. Например, во тој период одевме со изнајмени тоалети кои што се користеа во тој простор. Од овие средства планираме во наредниот период да изградиме сопствен санитарен чвор кој што ќе биде во корист и за пазарот на големо, односно кванташкиот пазар, и за сточен пазар. Значи цел тој таму регион ќе може да има тоалети урбани како што се заслужуваат. Потоа исто еден дел остана недоограден, кој што од овие средства исто така планираме да го дозавршиме. Искуството и мислам благодарение на тоа што тој проект беше навистина успешен, увидовме дека се ствара гужва, бидејќи таа парцела од 4000 квадрати има само еден влез, кој што се користи и влез и излез. Значи во наредниот период планираме да направиме посебен излез директно на патот. Значи ќе функционира нешто како кружен тек, значи ќе има една рампа за влез, а друга за излез, со што ќе се избегне гужвата која што настануваше поради големата посетеност на овој пазар, а и по реакција на закупците кои што таму користат наши простори. Исто така делот од овие средства се надеваме да одат и во тој проект кој што подолго време сака да се направи во пазарот, а тоа е и покривање на непокриените делови во мас пазарот, односно да се реши еднаш за секогаш проблемот што го имаат закупците со навевање на дожд, снег, горење на робата од сонце и слично. Значи најголем дел од овие средства би оделе во овие проекти. Благодарам. Добро. Водност рековте дека е многу брзо, а добро, овде стои во програмата за работа за пазар, да не ја вметнам, бидејќи велите многу успешен проект е отворен пазар, а овде стои сточен, ама не битно сега за терминологијата нема да се фаќаме. Колку од кога го отворивте тој отворен пазар имате во денари до сега добиено во пазари? Колку пари влегле во пазари? Значи, како што знаете и вие, кога го отваравме тој пазар, автоматски со одлуката за прекинување на пазарот на големо кој што функционираше во градскиот пазар, тоест во реонскиот пазар горе или во новиот пазар, кога ја прекинавте како советници таа одлука, го прекинавте и ценовникот. Значи, кога ние го изградивме тој пазар, се уште важеше таа одлука, тоест ценовникот беше прекинат за работење, тоест за продажба на ваков тип на роба, односно од камион, тоест на големо. Токму поради тоа, оваа година предходната, ние како ЈП Пазари не остваривме финансиска добивка, меѓутоа донесовме бенефит огромен за градот, односно го исчистивме од сите тие диви продавачи, да речем. Точно можеше да има два бенефити, меѓутоа во овој случај беше само за општината и за граѓаните, а во иднина, бидејќи тој ценовник на предходната, мислам дека седница го изгласавте, во иднина ќе има и јавното предпријатие финансиски бенефит. Добро, и бидејќи спомна претходно вашиот колега од Жабени, например, вика планирана динамика на трошоци за настанување, бидејќи за буџетот правиме муабет и за струјата 2022 3,7, за 2023 планирате 900.000 денари. Добро. Значи помалку. Така. Збораме во делот за електрична енергија. За електрична енергија. Добро. Да, планираме помалку, затоа што веќе од пред месец дена мислам дека потпишан е и договор со Евана за делот на струјата кој што оди во етерот, односно кој што претходно не се плаќаше на вишокот на струја. Од сега Евана ќе го откупува тој дел на вишокот на струја и автоматски на секои 6 месеци ќе вршиме порамнување со Евана за вишокот на струја, така да и од таму очекуваме, затоа таа ставка е намалена.
Ви благодарам на одговорот. Благодарам. Други прашања? Повелете. Можев да го слушнам. Повелете. Предходно општина Битола се пофали и владачкото мнозинство со собрани 2092 проекти, а беа наведени дека дошле 150 проекти. Со овие останатите 1900 не влегваат, бидејќи проект го рекоа прочистителна станица. Тој проект е од 2014 година. Значи како го вметнавте во буџетот тој проект? Значи модераторот објасна дека дел од проектите, значи за кои имаше средства, се инкорпорираа во буџетот. Има проекти кои што не зависат од општината, не се директно зависни од општината, како што е проектот за пречистителната станица, ево колегата тука е присутен. Значи тој ќе се одвива во соработка со владата на Република Македонија, така да тој останатите проекти што ги читаше, кажуваше дека луѓето се заинтересирани за да се завршат тие проекти, дека се многу битни за градот, а не дека се инкорпорирани во буџетот. Напомна кои се инкорпорирани, то се негде 10 на 15 работи, а останатите, значи дека граѓаните беа заинтересирани и во нареден период, значи сакаат да се реализират, било тоа да е на државно ниво или на, ако се може, со поддршка и од локално ниво. Добро, ајде, тоа не, значи не може да го мислам, отворен ден во кој што немате надлежност кон тоа. Добро. Спомна за спортот. Ние имаме програма за спорт и сега како ќе делувате? Сега ќе се измени програмата за спорт? Кој не ве разбирам? Па спомна дека сакале поддршка поќе на фудбалски, ракометни и кошаркарскиот спорт. И сега ќе се измени програмата за клубовите? Не, зошто да се измени? Не знам, ве разбирам. Спомна колегата, рече, граѓаните се заинтересирани и ние ќе делуваме, последно го спомна, спортот. Фудбал, ракомет и кошарката. Затоа ве прашувам, дали ќе има измена тука во програмата за спорт? Не, спомнуваше во контекст дека ќе ги поддржуваме, дека ќе ги поддржуваме тие клубови. Во тој контекст беше излагањето дека ќе се поддржуваат тие клубови, дека и понатаму ќе се поддржуваат. Добро, изгледа јас не ги разбрав кои се тие предлози кои што ќе променат програмата, на пример. Или ќе го променат буџетот на општината. Тие 10 проекти, значи се што спомена, се е почнато или реализирано, или во фаза на реализација, или е дел од владата, или е дел од проектите кои што претходно ги, или во ЕК ги прави општина Битола и така натаму. За градинката веќе претходно спомнавме, значи го има во буџетот, не знам што сменале. Затоа ме интересира што тие 2092 проекти на отворен ден, што смена е во буџетот за недела дена. За да знаеме, добро, граѓаните дошле, пишеше благодариме граѓани што ни дадовте 2092 проекти точно. Тоа ме интересираше, кој дел од буџетот, која ставка ја променија, за да знаеме ние да, еве на тој ден кој што потроши енергија, време, капацитет, јавни служби, финансии и така натаму, да дојдат граѓаните и да дадат предлог. Мислам дека тоа не може да ви го одговори Благица. Дали некој друг бара збор? Бојковски, извини, Ани, пред тебе беше. Колешката Трајковска беше пред вас. Повелете. Сакам да прашам нешто околу програмата за урбанистички планови. Ми е криво што Комисијата за урбанизам е следна, а не предходеше. Значи, Тоа беше побарање на советниците. Да, нема проблем. Значи, со оваа програма се предвидени
милион денари според програмата кога ќе ја читаме, а кога ќе го читаме буџетот, читаме 7 милиони денари дека се предвидени за изработка на урбанистички планови. Ме интересира дали овие сите наброени овде таксативни урбанистички планови е направена некаква анализа колку средства ни требаат и кои од нив се приоритетни и кои од нив планираме да ги реализираме оваа година. И второ, уште една точка има овде во буџетот за предвиден за урбанистичко планирање, други договорни услуги. Според сумата од 600.000 кои беа предвидени во претходната година и содействуваат со надоместокот за Комисијата за урбанизам, на кое ние треба да донесиме на седница решение, а веќе сме го донеле, а цела година не сме им исплатиле средства на Комисијата за урбанизам, истите овие средства воопшто не се планирани за идниот буџет. Планираме да немаме Комисија за урбанизам и да не работи оваа комисија, или е направен технички пропуст и не се предвидени овие средства? Тие се моите прашања. Значи, прво да појаснам за програмата за урбанистичко планирање. Точно милион денари се планирани за реализација во делот на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на општина Битола за 2023 година. 6 милиони денари се како наша обврска која што ја презедовме од минатата година за изработка на ГУПот. И значи тој ќе се изработува во наредните години и тоа ни се средства кои што ни се планирани за исплата и понатаму за изработката на ГУПот. Во врска со средствата за исплата на комисијата, значи можам да ве информирам дека двете комисии кои што работеа цела ова година во овие последни денови при исплаќањето се до затворањето на трезорската канцеларија се исплатени. Можете да си ги прашате учесниците во комисиите. Значи се исплатени и во оваа година се предвидени средства повторно за изработка, за работа на комисијата во договорни услуги. Добро. Благодарам, само уште една дополна. Значи, тие се пренесени обврски од претходната година, а годинава на сите предвидени овие дупови овде таксативно многу наредени, ние предвидуваме само милион денари, кое се средства недоволни ни за еден дуп за да се изработи за дуп за едно од селата кои донесовме ние овде одлука дека ќе ги изработиме. Добро, тоа е ваша констатација. Јас не можам да се мешам тука. Програмата е изработена од колешката од Оделението за урбанистичко планирање, така да најверојатно со овие средства ќе се реализираат можеби дел или ќе се бараат дополнителни средства од други извори или пак со ребаланс ќе се дополнуваат средствата за реализација на програмата. Благодарам. Некој друг дали има прашање? Повелете Илиевски. Фала. Имам неколку прашања на Влагица. Во меѓувреме председател ќе дровеше паузата, искористив да прашам некои работи кои не ми беа јасни. Вака, значи, Влагица би сакал да ве прашам, прво, на што се должи намалување на вкупниот буџет споредбено со претходната година. Значи, гледаме дека финансиските средства се негде околу 3 милиони евра, помалце во споредба со 2022 година. На што се должи ова? Прво ме интересира. Најпрво, значи, определена ни е рамка, прочита во образложението, од 660 милиони денари за оваа година. Инаку, намалениот износ, ако мислите на основниот буџет, е заради тоа што оваа година пренесуваме помал вишок на приходи од минатата година. Минатата година имавме над 250 милиони денари пренесен, сега во овој дел пренесуваме 106 милиони денари. Пренесен вишок на приходи. Океј, тие 106 милиони денари, дали која е намената нистите и во која ставка се распоредени? Дали во сите програми се распределени, значи 106 милиони денари имаме право во сите програми да ги распределиме. Океј, сега ќе сакам да ве прашам по однос на неколку ставки. Ми кажавте дека ќе има одредени измени во однос на ова кој го читаме сега во генералниот буџет кој го имате испратено.
меѓутоа вака некои интересни работи ќе сакам да прашам. Например, ми кажавте дека после мала комисија ќе испрати дополнителен материјал, али во секој случај да се дообјасниме, вика Сдружение на граѓани, а ово Сдружение на граѓани вика претходната година милион денари, ова година не се планираат средства. Претпоставам дека тука ќе има измена, така? Сдруженијата на граѓани не се планирани во програмата Совет, ова година се планирани во програмата Родова еднаквост. Колегите имат поинаков концепт, земајќи во предвид уназад годините како ги доделувале средствата и земајќи во предвид дека сакаме голем потенцијал или големо внимание да му ставиме на родовата еднаквост, бидејќи сме една од водечките општини кои што ја потенцираат родовата еднаквост. Од тој аспект, заради подобро да речем користење на средствата и да ставиме потенцијал на родовата еднаквост, средствата се испланирани во програмата за родова еднаквост. Таа е најпоследната програма. Добро. Вика општинска администрација основни плати зголемени од 54 милиони денари претходната година, ова зголемени на 59, 5 милиони некаде зголемување. То се должи на пензионирањата, разликата од пензионирањата минатата година или се должи на проектираните нови вработувања ова година? Вака, во делот на вработувањата, знаете дека донесовме колективен договор на ниво на работодавач. Во колективниот договор на ниво на работодавач предвидени се одредени издатоци на вработените, дополнителни за прекувремена работа, за работа во разни комисии и слично. Нормално се тука планирани средства за таа намена и за дополнителни нормално вработување во текот на годината според планот за вработување кој беше донесен од Советот. Добро. Вика ДО програма градоначалник патни расходи предвидени во тековната 2022 235 милиони, сега 235.000 денари, сега одиме на 600.000 денари. Поиќе многу зголемувања, некаде околу 370.000 денари, на што се должи ова, ќе патуваме, ќе откриваме нови авантури, како што е планот? Значи предвидени се, овие се само предвидени средства, не значи дека ќе се потрошат. Најчесто од програмата на градоначалник често пати се плаќаат и гостите, надворешни гости кои ги повикува градоначалникот за него да патуваат. Затоа имаме испланирано и заради зголемување на цената на билетите и слично во текот на годината. Добро, а тогаш ова основна општинска администрација 420, вика патни и дневни расходи 2022 800.000 денари, 2023 милиони 100 и кусуро, значи разлика од 250.000 денари. Значи сакам да ви кажам дека тоа што ве прашав претходно, сега го потврдувам. Значи чим се планирани расходи, се планирани и дневници, и за администрацијата, и за градоначалникот, и за сите. Значи мислам дека општина Битола доволни се тие средства кои ги трошеше во претходно и изминатите години. Мислам дека премногу почнува оваа општинска администрација да се луксузира. Зошто токава разликата? За ваша информација да ви кажам, дневницата во општинската администрација за патување во земјата е 800 денари. Значи за разлика од јавните предпријатија каде што земаат дупла дневница. Не мислам дека е голема, но зголемувањето е во поглед на патните трошоци кои што се зголемени, како и сите цени што се зголемуваат, така се зголемуваат и трошоците за патни трошоци за авионски карти, за патување во странство и слично. Добро, за ова не ќе да прашам, меѓутоа ќе констатирам, значи привремени вработувања минатата година предвидени, односно тековната 2022 предвидени 8 милиони, ова година 12 милиони денари. Тоа значи јасно дека општина Битола ќе си вработва луѓе. Се надеваме дека тие ќе бидат луѓе кои ќе придонесат развој на градот. Вака сега. Поттикнување развој на туризам. Комисија за туризам имаше, не бев присутен истијата, меѓутоа се надам дека ќе може да ми одговорите.
Претходната година предвидени 22-3 милиони денари, 20 милиони денари, ова година милион денари. Да не знаете подетално зошто, како или ќе си прашаме на седница. Ако го гледате збирот, значи исто беше минатата година. 1 милион беа во основниот буџет, а дополнително во третата колона во донации се планирани 23 милиони. Кој ќе ги соберите 23 и 1, то се сега годинава 24 милиони, за разлика од ланската 23. Овие 23 милиони, значи се за новиот проект кој започна да се реализира од ова година, тоа е Смарт за тебе 2, така се вика. Тоа е еден вид на продолжение на проектот Смарт Култур, кој што предвидува трансфери и соработка со општините од Албанија, трансфери исто така до невладината организација МКЦ и до Завод и музеј. Исто така се планира и реконструкција на објектот парк, кој што се наоѓа во близина на офицерскиот дом. Добро, а вика проекти за енергетска ефикасност 15 милиони денари тековната година, ова година негде скоро 4 милиони денари. Зошто толкова разлика тука? Проекти за енергетска ефикасност, зошто толкова разлика тука? Од поќе од 10 милиони денари. Мислам дека тука треба да ставиме акцент, ние не да намалуваме. Во таа програма, значи која носи колешката од комуналните дејности, има намалување, значи од 15 на 3 милиони денари, и во делот намалувањето е во реконструкција на други објекти. Добро. Вика јавна чистота, одржување и користење на паркови и зеленило 2022 32 милиони, ова година 20 милиони. Нашо се должава намалување од поќе од 10 милиони. Негде замина парите во други ставки или Во паркови зеленило? Да. Значи знаете дека кај паркови зеленило зголемувањето го имавме со ребаланс. Тоа не значи дека и понатаму со ребаланс доколку има потреба нема да се зголемува ставката. Добро. Не знам други работи кои да прашам, имам уште неколку други работи запишано, меѓутоа бидејќи кажавте дека ќе ни испратите одредени забелешки, не знам, се надевам дека што побрзо ќе може да ги испратите за да имаме време за да ги погледнеме до утре, па искрено ќе ве прашам утре доста други работи, зашто се има на прво мое видување дека има големи разлики во одредени ставки. Значи се надам дека и вие тоа го забележувате. Секогаш имало измени, така треба да биде, треба да има измени, меѓутоа во некои неочекувани ставки има големи измени, како например како што кажавме дневници, расходи, патувања, енергетска ефикасност и слично. Ајде да го добиеме тоа како се вика вашето ново образложение, па да дискутирам вака сега. Во делот на патните и дневните расходи, еве сега колегата тука ме подсети дека 2 лица во наредната година ќе присуствуваат во делот на изработката и реализацијата на проектот за пречистителната станица, еволуацијата. Од прилика, мислам дека 2 месеци ќе престојуваат таму, ќе спијат во хотел. Каде? Во Скопје. Тоа се Венцо Шишкин и Горан Неделков. И за нив нормално ќе издвојуваме и средства за сместување во хотел и дневници за се она што им следува со закон. Добро, во ред. Ај пратете го, па ќе разговарам утре. Вака са џабе, односно други ден. Вака џабе зборам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете, Елизабета. Нешто околу приходите. Ставка 717-131. Комунална такса за користење на просторот пред деловните простори. Од 8 милиони се зголемва на 10 милиони. Зошто? Тоа е комунална такса која се наплатува за лица, значи ова комунална такса се наплатува врз основа на барањата на приватни субјекти кои што ги изложуваат своите работи пред деловниот простор и во оваа година, да речем, имаме поголема реализација од 8 милиони денари, затоа е зголемена сумата, не заради зголемување, ако мислите на цената. Заради зголемување на потребите на некои деловни субјекти да изложуваат пред своите деловни простори
Добро, преге, не знам како се вика колегата на говорница, кажа дека ќе се бориме за повеќе да има простор на движење на пешаците и на граѓаните, а сега овде испаѓа дека ние ќе му даваме простор. Работи за продавници кои што пред своите простори клават фрижидери со сладолед или мислам за такви работи се работи, не за... Добро. Ставка 718-140. Надомест за одржување на јавна чистота. Од 18 милиони се зголемува на 20 милиони 400. Зошто? Ставката за јавна чистота се зголемува заради тоа што јавното предпријатие Комуналец има проблем со собирањето на средствата околу јавната чистота, па дел ни нема уплатено оваа година и се надеваме дека наредната година ќе ни ги врати средствата кои што ни ги должи по основ на собрани средства од граѓаните од јавна чистота. Не сум сигурна дали ќе ви ги вратат, пошто планират преголема загуба за наредната година. Ставка 723-719. Други помошни активности на образованието. Не, чекај, 723-719. Други услуги од сместување. Од 29 милиони намалено на 24 милиони 600. Извинете, уште наш која ставка ќе ве молам? 723-719. Други услуги од сместување. Значи се работи за средства од самофинансирачки активности од домот за стари лица. Приходите се од домот за стари лица. Значи корисниците кои ги плаќаат за сместување во домот за стари лица. Добро. Во колоната самофинансирачки активности. Добро. Ставка 733-144. Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Да, тоа се за легализација. Да. Зошто се намалува? Значи имаме одреден тек на наплата на приходите од легализација, се гледа дека потешко оди решавањето на предметите, се повикуваат луѓето и понатаму да ги достават соодветните документи, да ја комплетираат својата документација, па потоа им се прави пресметка. Доколку видиме дека во текот на годината значи се наплаќа интензивно или повеќе, можеме и да го зголемиме износот, не е проблем. А дали има многу предмети што се нерешени? Има, да, има предмети, да. Не. Добро, толку за приходите. Толку? Толку. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели колега Ѓорги. Кратко само, да се надоврзам на колегата Корлевски бреге се начина дискусијата за форумските сесии на буџетот што ги имаше 4 форумски сесии, да замолам Благица дали може да ни се достави на сите советници извештај. За нема забуни, значи 150 проекти кои проекти. Да, извештајот го имаше модераторот и ви го прочита. Ќе го замолам да ми пушти електронски и да ви го пуштам. Се работеше за 150 проекти како што кажа тој, а овие другите информации се најверојатно. Да ги имаме и вака сите, па да знаеме и точно што се предложи, ќе остане како идеја и ние да работиме понатаму. Фала. Благодарам. Некој друг? Доколку немаме други прашања, ви благодарам. Имам една молба, директорката ме замоли од градинката дали може да го разгледаме, точката, бидејќи има обврски оправдани. Седма точка, годишен план за вработување во Естра Овадија Мара Битола за 2023 година. Директор ќе повелете. Мора да ве замолам кај што има микрофон.
Еве тука позади Ѓорги имате. Добар ден на сите. Се работи за годишен план за вработување на јавната општинска установа детска градина Гајсра Овадија Мара. Напоменувам дека давателите на услуги не се влезени во годишен план за вработување, само помошно-технички персонал и административни работници. Се работи за 6 места, согласност од Министерство за труд и социјална политика имаме, согласност од МИОА имаме, одлука од управен одбор имаме, ја бараме вашата согласност. Благодарам. Може да ми кажете само за какви профили се работи? Да. Ќе ви прочитам одмah. И дали на истите места во овој момент имате вработени? Не. Празни се? Не. 2 се трајно испразнети, поснов ќе бидат трајно испразнети во 2023 година, се работи за градинар и хигиеничар, садомијач, помошник готвач, виш соработник сметководител и помлад соработник сметководител се следуваат според стандардни нормативи за вршење дејност, бидејќи имаме зголемен обем на работа. А ова за помошник кувар, јас колку што знам колку време барате или јас сум грешка? Не баравте претходно? Да, за 2023 го предвидуваме Благодарам. ново место по систематизација. Прашања? Нема. Ви благодарам. И би сакала само кратко, бидејќи се работи за буџет, како совет сакам да ве запознам, дека имаме огромен проблем со градинката во Срелиште, се работи до овој момент... Меѓутоа тоа не е точка во моментот, ви имате само план Добро, за вработување. Ви благодарам. Молам. Преминуваме на точка број 3. Така? Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола со катастарски општини. И точка број 4 заедно се, така? Мислам, вие сте или не? Само за... Добро, повелете. Не, Венцо, повелете. Не се разбравме. Јас се извинувам што вака упаѓам во дневниот ред, меѓутоа знаете во 11:30. Мислев дека е третата ваша точка. Која? Одлуката за кофинансирање на проект за подобрување на социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација. Преминуваме тогаш на петта точка. Одлука за кофинансирање на проектот подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион. Повелете. Благодарам. Значи се работи за така кажано патеката од Тумбекафе до Смолево, за која што преку Пелагонискиот плански регион и програмата за рамномерен рурален развој 2023-2024 се одобрени средства во висина од 5 милиона и 400. Вкупната вредност на ова за изградбата на овие патеки е 11 милиона 596 320 денари, од кои што Општината, односно Советот, треба да донесе одлука за кофинансирање од 6 милиона 196 320 денари. Благодарам. Прашања? Јас имам едно... А имаш прашање? Повели. Извини, кофинансираме проект. Од кој е овој проект? Од Министерство за локална самоуправа што беше за патеката или некој друг е? Програма за рамномерен регионален развој 2023-2024 која оди преку Советот на развој на Пелагонискиот плански регион. Јас имам едно прашање. Ме интересира, имаме проект, така? Готов? Имаме проект, да, 11 милиона 596 320 со одобрение со се? денари, да. Од прилика кога би требало, ако се е како што треба, да видиме реализација? Да, очекуваме да мислам после одлуката и усогласувањето со Пелагонискиот плански регион да започнат активностите во почетокот на годината, со тоа што овие нашите средства ќе бидат прво реализирани, па да, знам, после затоа тие тоа ќе одат бидат покасно. реализирани од нивна страна. Да. За кој дел зборуваме? И што е предвидено? Зборуваме за 1932 метри, значи од постоечката патека Бехатон кај амфитеатарот, да речем, на Тумбекафе. Првата делница е 222 метри, која ќе се направи со Бехатон, кај што постои улично осветлување, кој ќе треба да се поправи.
и останатите патики се 920 и 140 метри се до објектот Смолево, што го викаме. Од еден дел значи имаме подобрување на земјани патики, стабилизација на земјаните патики, опасни кај што се имаме изработка со габиони и така натаму кај што е многу тесно. Останатиот дел кој ќе излеземе, да речем, од шумата, тој дел е осветлен, се до самиот објект. Да, така да имаме пропратни видиковци, клупи, табли и така натаму. Да, тоа сакав да прашам дали е предвидена и урбана опрема. Да, се. Значи ова е со проектот за урбано поставување на урбана опрема. Да. Добро. Фала многу. Некој друг прашање? Нема. Благодарам. Вака сега првата точка е поминавме, втората е поминавме, третата одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за календарска 2023 година, утврдена врз основа на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини и следната точка се заедно, така? Да. И четврта точка одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Повелете. Представникот од општина. Направивме некои корекции во однос на цената на градачите. Седнете си за да се снима и да се слуша поубаво. Уклучен е микрофон? Уклучен. Како што знаеме сите, цената на недвижностите се значително покачени, посебно оваа година од различни причини, знаеме сите, и тие цени се одразуваат исто така на цената на градежното земјиште. Заради тоа моравме да интервенираме во одлуката за одредување на просечни цени на градежното земјиште во општина Битола за наредната 2023 година. И заради тоа предложивме некои цени тука кои што сметаме дека се коректни, дека одразуваат вистинската пазарна вредност на земјиште да градежното земјиште во општина Битола. И тој предлог го доставивме овде, така да по зони, има повеќе зони и за секоја зона е одредена, предложена вредноста на градежното земјиште, како што е напишано тука и даена дури една флексибилност во секоја зона, зависно од урбанистичките услови на зададената локација, да се определи таа вредност. Например, шеста зона од 4.000 до 5.000 денари, значи тука би дошло, би можело да се одреди 4.700, 4.800, 4.900 до 5.000 денари. Тоа беше суштината на овој предлог, сметаме дека е тоа коректно и дека би требало да се прифати. Благодарам. Дали некој друг бара збор, прашање? Доколку немате, ви благодарам. Преминуваме на... А кај е Христијан? Скоро сите други точки се разгледани. 5 минути пауза да дојде представникот од општината. Повели Христијан. Добар ден на сите. Значи, оваа точка, значи станува збор за добивање на согласност од Совет на општина Битола за добивање на надоместок на членовите на Комисијата за урбанизам при општина Битола, кои согласно Законот за урбанистичко планирање, кој е согласно со Законот за урбанистичко планирање, член 38, став 1, е задолжително да се исплаќа на членовите. Главном тоа е тоа. Прашања? Повелете. Надоместокот колку е за членовите и дали се сите внатрешни или има и надворешни членови? Значи, станува збор за 6.000 денари месечно
за сите членови, надрешни и надворешни, поради тоа што станува збор за работа која се работи надвор од работно време, обврска. Значи, како посебно тело, независно од општинската администрација, формирано од градоначалник на општина Битола. Дали ќе може список на членовите во комисиите? Да се пратат по мејл, може? Да, во текот на денешниот ден, ако може да го добиеме списокот на мејл. Готово. Благодарам. Колешката Трајковска, повелете. Значи, Благица одредени работи ни објасни на прашањата преѓе како ни одговори на прашањата. Значи, согласно закон, оваа комисија мора да биде составена од внатрешни и надворешни членови кои ротираат и ако добро го прочитавме сите, јас ако добро разбрав, дека сите активности на комисијата ќе бидат вон работно време. Со ова, јас сметам дека комисијата ќе добие на ефективност во работењето и ќе го убрзаме процесот на урбанистичкото планирање во нашиот град. Благодарам. Благодарам. Повелете, колега Бојковски. Да, и јас го поздравувам потегот согласно закон да бидат платени луѓето, да не се разбериме погрешно, само да го имаме списокот да биде чиста работата. Фала. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, благодарам Христијан и ќе те замолам денес до крајот на работното време да го имаме списокот. Мислам дека цел дневен ред го исцрпивме, Стефи. Дали може да поминеме на гласање? Точка број 1. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Тука ќе го вметнеме и амандманот со кој се измена програмата за субвенционирање. Кој е за ваквата точка на дневен ред? За амандманот сум за останатото против. Вака сега, тогаш да го гласаме прво амандманот сакате на комисија, пошто го изгласавме, знаеш, во ред. Значи амандманот, ќе ве молам колега, ако може да се стрпите 5 минути, значи не можам јас да викам овде. Значи не е културно прво. Прво ми сте свртени со грбот. Амандманот се состоеше во одвојување на средствата, значи 450.000 денари да се одвојат за субвенционирање на јавното предпријатие Нискоградба за набавка на машина и која што ќе се користи за одзатнување на шахти, кој е за ваквиот амандман и измена на програмата. 3 за, против. Колешката се иззема, воздржани нема. Ја гласаме сега цела точка. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година со се измената. Кој е за точката? Ве молам да крени рака. 3 за, против. Сакате збор? Или процедурално нешто сакате? Не може. Заврши гласањето. За 3, против 2. Втора точка, одлука за давање на трајно користење без надоместок на простори на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање, уредување и организирање на јавен превоз на патници во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Да, 4 за. Точка број 3. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Четврта точка, одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите, пасиштата за календарската 2023 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 5. Одлука за кофинансирање на проект Подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион. Колегата се иззема. Кој е за? 4 за.
Точка број 6, одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги на доместоци на јавните паркиралишта во општина Битола и ЈПП ЈЛП Битола, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против 1. Колешката се иззема. Точка број 7, годишен план за вработување во Естреја Овадија Мара Битола за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 2, јас нема да гласам. 8 точка, решение за утврдување на надоместок за членовите на Комисијата за урбанизам, кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. 9 точка, предлог буџет на општина Битола за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против 2. Точка број 10, предлог одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против 2, воздржани нема. Точка број 11, буџетски календар за 2023 година, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против 2. И 12 точка, предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Констатирам дека е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам на присуството.